Пат на цената на зелката на Штипскиот пазар се среќава и по 25 денари за килограм. Граѓаните навалија со купување во последните потопли денови и се снабдуваат за зима. Но освен зелка, добро се продаваше и морковот, краставиците и карфиолот, а голема побарувачка имаше и на јаболката и другите сезонски производи. Граѓаните со поделени мислења, на едни цените се уште им се скапи, на други задоволителни, ама и едните и другите 10 дни мора да се јаде. Добре, супер, во не е скапо, бате. Нема кој да работе, кој ќе го произведе во? Има ли квалитет? Добар, наш е во. Што си купивте еве овој пет? Јаболки, карфиолче, зелкичка, такви моркови, краставички, такви работи. Убаво, што са. Се е наше, добро е. Прас обезбедители. Другиот, не е скапи празот, нек не беше скап, сега не е скапи. Добро е. Зелка, сега сум за зелка. Прас. Земаме онаа недела. А вака од овошје нешто? Па сега земаме бананите со внукот, јапонски јаболки. Бананите гледам продавниците поевтини, се 80 тука, ама... Цените скапили се? Па, што да правиме, колку се толку, мора да купиме. И да е скапо, а сега не е скап пазарот, беше многу поскап, лани зелката, празот, ваа година не е скапо тоа. Има ли квалитет? Па има. Па гледаш да земиш поубава, па и да е малку поскапа, гледаш од поскапа да е поубава. А иначе не е скапа. Па скапи се, Бога ми. Па јаболки, патиџани, перки. Мора да се јаде. Да. А вака обезбедите ли праз зелки? Да, земаме прас, зелки. Безбедни сте за зимата? Да. Дека пат на цените има овој петок согласни и земјоделците. Велат покрај што има поевтинување на зелката, има и на брокулата, на морковот, на компирот. И овој петок на тезгата на Чичко Раде купувачите ги полнеа торбите. Највеќе се барат зелката и речеме предпоставка моркова. Моркова денеска прилично добро баран и имаме и нов морков и стар морков. Што значи кој сака стариот, стариот е 50, новиот е 60. Што значи добра цена и добра привлечна цена и зимат многу луѓе. Кои се другите цени, како се движат производи? Броколата падна многу, што значи дека од некне беше 150-160, сега 120 денари. Броколата највеќе падна и друго што да кажам, и исто и зелката падна на 25 денари. Да речеме, овај петок се паднати доста. Паднати се многу. Значи прилив на роба има, прилив на култури и што значи падна се. Посебно зелката падна многу и исто и таквото. А иначе зелката падна. Инаку овој петок се продаваше и јапонско јаболко. Таа се направен ајвар во тегла, жива салата, низа сушен пипер, чаеви, свежи јајца од карбинско и многу свежи производи на кои сега им е сезоната.